Откако со аплауз го поздрави исходот на референдумот, Русија побрза да го обвини Запад дека се меша во внатрешните работи на Македонија, дека уценува и притиска за уставни измени против волјата на народот, не споменувајќи дека евроатлантските интеграции се стратешка определба на Македонија уште од нејзиното осамостајување. И пред шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров последни пат да го обвини Западот за грубо мешање, универзитетскиот професор Блер им река во својата анализа Македонија фронт на Русија и Западот, предупреди дека руската пропагандна машина работи со полна пареа, посочувајќи 3 можни сценарија во постреферендумска Македонија во кои актери и Москва. Со оглед на тоа дека политичката криза во Македонија не е завршена со потпишувањето на Преспанскиот договор, доктор Река вели дека во постреферендумска Македонија се можни 3 сценарија. Првото сценарио е идеалистичко, второто реалистичко и третото сценарио е сценарио на хаос. Во 2 од 3 можни сценарија Москва нема да седи мирна и ќе бара својата шанса. Според идеалистичката варијанта, Преспанскиот договор ќе биде имплементиран наскоро и тука Москва нема многу шанси, но другите 2 отвораат големи можности за Кремљ. Според реалистичното сценарио, ВМРО-ДПМН би барало пржинска влада, односно нејзини луѓе на клучни позиции, што ќе ги одложи уставните промени и ќе го зајакне ВМРО-ДПМН, кој ќе ги удвои своите напори за спречување на сегашната евроатлантска усогласеност на Македонија, вели доктор Река во својата анализа. Во такво сценарио, додава тој, проруските сили во Македонија ќе бидат засилени, бидејќи Москва, како што вели професорот, сака да го пополни стратешкиот вакуум. Третото сценарио е хаос не само за Македонија, туку и за Балканот. Ако прозападните сили во македонската влада не може да го задржат двотретинското мнозинство, ќе се впуштат во проблематични води, предупредува професорот Река. Ако на тензиите на Косово, набранувањата на србите во Црна Гора и на изборот на Милорад Додик за председавач на председателството на Босна и Херцеговина, им се додаде евентуалниот неуспех на Преспанскиот договор, додава професорот, тоа не само што ќе запре евроатлантската траекторија на Македонија, туку ќе направи и регионален пожар. Со таква плодна почва за Русија, ќе се потврди и предупредувањето на председателот на Центарот за европска безбедност Марк Галеоти, дека рускиот опортунизам ќе стапи на сила и Москва ќе ја користи секоја прилика да го сопнува Скопје, како што вели професорот, на патот кон Запад. Една од тие опортунистички сопки, велат експертите, е и најавата дека Москва ќе го отвори прашањето за Преспанскиот договор пред Советот за безбедност на Обединетите нации. Тоа, додаваат експертите, ја тангира и Грција, чиј премиер Алексис Ципрас во петокот беше во Москва, меѓу другото и на помирување со Кремљ по протерувањето на руските дипломати, обвинети за учество во обидите за минирање на договорот со Македонија. Ципрас, лутиот противник на вратоврските, кој во преспа ја зема подарената вратоврска од премиерот Зоран Заев, во Москва рече дека би носел вратоврска само ако Путин му ја даде неговата, но претходно јасно порача од и очекува Русија да почне Македонија да ја вика Северна Македонија, односно да го признае Преспанскиот договор.